Неговата кандидатка за председател на Македонија не си ја знае земјата. Да не ве враќам на некои сцени од пред 5 години. Цело време се трудам да бидам коректен во тој дел, меѓутоа кога незиниот партиски лидер мене ме обвинува дека ја не си ја знам мојата држава при овие факти кои ви ги соопштувам, ја ми препорачам нему да набави GPS за неговата кандидатка. Навреди на старосна основа, полова припадност или само ниски и дискредитирачки навреди од актуелниот председател Пендаровски кон претендентката за неговата фотелја Силјановска. Кој кого носел за рака, дали таа била во втор план во нејзината кампања и потребата за неа да биде набавен уред за ориентација во просторот, се само дел од риториките на кандидатот на СДСМ Пендаровски, кој се ласнотија и насмевка на лицето ги презентира на неговите средби со граѓани. Дел од аналитичарите велат дека ваквите ниски удари се резултат на безидејноста на кандидатот на СДСМ, кој наместо да нуди програма, сака да го омаловажи неговиот главен против кандидат, оти нема штов затоа, се фаќа на своевидни дискредитации на старосна основа. По мене навистина не ме јасен ова ниско ниво на водење на кампања од страна на актуелниот председател Стево Пендаровски. Мислам дека си го и самиот намалува и нивото и кредибилитетот со своите изјави. Прво е неконзистентен во изјавите за многу аспекти и околу предлозите кои беа нели за промена на уставот и се и околу неговиот главен против кандидат Гордана Силјановска Давкова. Целото е сексизам, тоа подценување и по полова основа и по старосна основа, па нели изјавата за некаков си GPS за да го најделе, целиот тој хумор кој пробува да пласира, а е прилично неиздржан, мислам дека ќе му се удри од главата. Според познавачите, со ваквото опасно прибегување кон ејџистички и мизогински јазик се чини дека Пендаровски поставува опасен преседан за третманот на жените и постарите лица во јавниот живот, зајакнувајќи ги штетните стереотипи и дискриминацијата. Исто така, ваквото однесување не само што го подкопува достоинството на оваа група на граѓани, туку и ги подкопува принципите на инклузивност и еднаквост вградени во македонскиот устав. Ристовски вели, наместо Пендаровски да се фокусира што може да направи ако добие втор мандат, што според анкетите речиси невозможно, и како да се искупи пред гласачите, тој напаѓа под појасот и тоа политички скапо ќе го чини. Пендаровски место да работи на своите недоследности и лоши одлуки кои ги носеше во задните 5 години, а тоа е што помалку или повеќе минува се, освен законот за кладилници, обложавалници и игри на среќа, дека ќе му се удри од глава. Инаку Пендаровски, на секој негов митинг, средба со граѓани, наместо да ја промовира својата програма и да каже што тој направил во последните 5 години за Македонија, тој акцент става на неговата против кандидатка Силјановска и лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски.